Почитувани мој, добар ден. Почнуваме со новата црвена линија. Грипот се шири низ Македонија. Оваа недела е пикот. Во споредба со истиот период лани, бројот на заболени е речиси двојно зголемен. Според неделниот извештај на Институтот за јавно здравје, пријавени се на 3000 случаи, што е за 61,7% повеќе од претходната недела. Матичните лекари велат дека се повеќе пациенти бараат лекарска помош поради висока температура, болки во мускулите, кашлица и малаксаност. Грипот оваа година се шири брзо, па затоа е важно навреме да се реагира, советуваат матичните лекари. Лекарите препорачуваат зголемена хигиена, избегнување контакти со заболени и навремено јавување кај доктор во случај на посериозни симптоми. Вакцинација против сезонски грип е најефикасна мерка за превенција на грип, која спречува појава на потешки форми, компликации и смртен исход, особено кај ризичните групи, но не е задолжителна, може да се прими по сопствена желба. Бесплатната вакцинација против сезонски грип е намената за следните ризични групи: стари лица над 65 години, лица со хронични заболувања, здравствени работници, бремени жени, деца на возраст од 6 месеци до 5 години. Црвена линија денес прашува дали вакцината против грип треба да биде бесплатна за сите. Арно, ама Црвена линија прашува и на Инстаграм. Да бидете дел од денешната анкета, заследете го на Инстаграм профилот на Телма телевизија. Од неодамна Црвена линија таму ги објавува своите анкети, а на Инстаграм стори, доколку кликнете, ќе ве пречака следново прашање: дали сте вакцинирани против грип? Како што гледате, имате можност да дадете одговор да или не. Тоа значи да кликнете на вашиот одговор. Резултатите се пресметуваат во проценти и ќе ги соопштиме пред крајот на Црвена линија. А она со што ќе продолжиме е секако со прилогот на мојата драга колешка Симона Петровска. За само една недела, во периодот од 3 до 9 февруари, пријавени се нови 2880 случаи заболени од грип. Во споредба со претходната недела, бројот е намален, но за разлика од истиот период минатата година, тој е зголемен за 53%, покажува извештајот на Институтот за јавно здравје. Од ново пријавените заболени најголем дел се регистрирани во Скопје, а потоа во Струмица, Битола, Свети Николе, Охрид, Радовиш, Велес, Куманово, а во останатите градови има помалку од 100 случаи со грип. Резултатите добиени од вирусолошкиот надзор над инфлуенцата покажуваат дека има широка географска активност на вирусот на грип, а процентот на позитивност е над границата од 10%, 5 недели со ред. Согласно достапните податоци, Македонија има висок интензитет на вирусот на грип во овој период. Податоците на Институтот за јавно здравје покажуваат дека најголем број заболени со грип се од 15 до 64 годишна возраст и тоа 1552 регистрирани случаи. Висока температура, главоболки, омалаксаност, гадење и кашлица се дел од симптомите на пациентите. Лекарите со полни раце работа. Горе-доле го достигнуваме пикот и некаде очекуваме после 20 и некој февруари веќе да гледаме и полека и пат на таа бројка на заболени. Овој временски период е сосема очекувано да гледаме пораст, што и во пракса ни е навистина прикажано. Имаме зголемување за скоро 40 до 50% на прегледите во однос на прилика ноември-декември месец. Од сезонскиот грип не се поштедени ниту најмалите. За само еден ден во детската клиника Козла има и по 220 прегледи, а најголем дел од нив се со клиничка слика на грип. Моментално болничките капацитети се скоро исполнети. Имаме околу 75 деца кои што лежат, но десетина се со докажана инфлуенца, значи со докажан грип, со компликации, заради што се хоспитализирани. Инаку амбулантски ни доаѓаат деца кои докажани, кои недокажани, меѓутоа клиниката укажува дека се работи за грип. Лекарите препорачуваат зголемена хигиена, избегнување контакти со заболени и навремено јавување кај доктор во случај на посериозни симптоми. Оваа година во земјава регистрирани се вкупно 11.614 лица заболени од грип. А сега го Црвена линија почнува со вас.
Верувам дека ќе ви има во огромен број, но и да напоменам секако при вртењето на 023070005, верувам дека ќе имаме дебитанти во црвена линија. Од технички аспект ве замолувам целосно да го намалите тонот на ТВ приемникот, јас и вие да зборуваме преку слушалка. И секако да ве потсетам, учество во црвена линија можете да имате и преку упишување коментари и споделувања на социјалните медиуми, поточно заследете не веднаш и на Facebook, ако не следите, и напишете ги вашите одговори. Како изгледаме таму, ќе ви покажам. Секогаш низ фотографија или некаква графика, црвена линија ја објавува темата. Ја објавуваме темата и секако на профилот на Телма телевизија на Facebook. А на денес прашањето е дали вакцината против грип треба да биде бесплатна за сите. Почнете од овој момент секако и да коментирате, ќе ги читаме коментарите меѓу вклучување гледачи, еве и до гледачите. Секако, ако имавте претходно искуство со грипот кој што го достигнува својот пик, не е лошо секако еве и можеби да дадете некаква препорака или напомена за останатите гледачи што е тоа што најмногу ви помогнало. Почнуваме секако со вас. Добар ден. Ало, добар ден. Поздрав, верувам дека сте ми во добро здравје. Сега за сега сме добри, мислам, не е па лоше грипо. Ако сам у години, па надевам се дека не би требало да ме фане, ама така и да остане да ни бидете здрави. Јас мислам дека треба да се уведат маски за затворен простор, за да се заштитат луѓето од вирусот на грипо. Затоа што кога да идеш у самопослуга, пуно народ и може секој да го фане вирусот грипо или во здравниот дом, било каде у болницата, јас мислам дека треба да се носат маски. Вакцината би требало да биде бесплатна за повеќето луѓе тие што се у години и за малите деца, али треба да биде вакцината квалитетна. Кој гарантира дека вакцината е квалитетна и дека човек нема да се разболе од грип? Никој нема никаква гаранција со таа вакцина. Едно време вакцините беа квалитетни и народот се заштитуваше. Гаранција беше Југославија. Сега се е увозно и никој не гарантира дека човек нема да се разболе од грип. Никаква гаранција нема со тие вакцини. Може да се вакцинира во па да се разболе од грипот. Сето тоа е индивидуално и зависи од организмот како ќе се боре против тај грип. Благодарам што Така, благодарам многу што бевте први. Напомена за останатите, внимавајте, тајмерот е 90 секунди. На гледачката и се заблагодарувам секако и посакувам добро здравје и понатаму. А црвена линија денес ве прашува дали вакцината против грип треба да биде бесплатна за сите и дали сте вакцинирани со оваа вакцина против грип. Добар ден. Добар ден, Тина. Господа ти дај здравје, да немаш ти грип. Благодарам, да нема никој, секако посакуваме и ние. Никој да нема, ама ти прво. Благодарам. Ти си паметна жена. И ја доста пати те барав, не може да те добијам, да знаеш. Еве, се слушаме во продолжение на ова издание. Па господине Рома, еве, дали сметате дека вакцината треба да биде бесплатна? Јасно, бесплатна треба да биде. Дали сте вие вакцинирани против сезонски грип? Не. Не сум вакциниран. Не, во младоста порано се вакциниране, во млади, јас во години. А знаете дека порано имаше здравје меѓу луѓето. Кога учител ја возбажди, од присојдени да ја возбажди во самите снегови. Ниедно дете не се прелади. Тогаш здравје имаше во луѓето. А сега немат. Какви мерки вие превземате да се превенира, нели, да не се дојде до заболување од грип? Не, ја да ти кажам, Тино, ја имам проблем со шеќерот и со срцето и каротидите, ама ја се движам со точак. Возам точак. Велосипед го вика, точак го викаме ние. И се движам со него доста од Биџево до Стругава и назад. И ништо не ми е, шуќер, Господ ме вардил.
За шјаст на никому лошо немаме направено и Господ ме вади мене. Поздрав од Роме од село Биџево. Голем поздрав и до вас, господине Роме, да не останете во добро здравје и секако еве да продолжите со овие добри навики, а тоа е рекреација и движење. Ние продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден, Тино. Намалете го тонот на телевизорот. Да, намалете. Ете така, повелете, ве слушаме. Јас се вакцинирав од грип со жена ми заедно. До 2016 се вакциниравме редовно, значи имаше ефект. Сега, оваа година, да ви кажам, чудо нема да верувате. Со една вакцина не вакцинираат двајцата, гледавме. Значи, го скрши шприцот, стави игла, едниот вакцина, после ја смени иглата, другиот вакцинира. Сега сме двајцата катастрофа. Значи, тоа зборува за сезонски грип. Значи, или нема квалитет, или сам не ги стави. Значи, ова пред мои очи видов. Значи, ова е се лага. Подобро воопшто да не се вакцинираме. Значи, кога не се вакцинира, знам дека не се вакцинирам. А така се вакцинираме, значи, едва и го премина грипот. Жена ми помина полесно, но јас едва и го помина. Дури бев на лекар, па на инфузија, па 300 чуда од сезонски грип. Значи, не знам што да кажам, веќе не знаеме ни на што да веруваме веќе. Дали постојат вакцини или не постојат вакцини, какви се тие вакцини, немаме поема. Значи, ништо ефект од вакцините. 7 години не се вакцинира, значи подобро бев. Ова година се вакцинира, толку лошо поминав што не може да биде. Ја и препорачувам на сите, нема потреба да се вакцинират. Значи, одете, шетајте се по базок, се тренирајте, возите велосипеди, се, само не се вакцинирајте. Ова го зборувам од искуство. Значи, нема ништо од вакцините. Се ветер и магла. Благодарам што еве го споделивте вашето искуство и дадовте одговори на денешното прашање на Црвена линија. Останете со нас и секако останете во добро здравје. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Една напомена, значи, ве активирам и останатите кои што нема да се вклучите во живо во Црвена линија. Денеска темата ни е секако сезонскиот грип кој што го достигнува во моментот својот пик. Оно што интересно е што според неделниот извештај на Институтот за јавно здравје пријавени се над 3000 случаи, што е за 61,7% повеќе од претходната недела. Верувам дека многумина од вас секако може би беа изложени на овој грип, па еве и може би ќе ни дадете и некаква препорака како да се заштитиме и што најмногу ви помогна. А особено Црвена линија прашува и ја интересира дали вакцината против грип треба да биде бесплатна за сите и секако дали сте вакцинирани или не сте вакцинирани. Добар ден. Ало, добар ден. Голем поздрав до вас, во Црвена линија сте. Добар ден. Добар ден. Значи, треба овие вакцините за грип да бидат бесплатни. Така, ве слушаме, продолжете. Да. Значи, да бидат бесплатни овие вакцините и така да може да се повеќе народ спаси некој тешко со ова. Дали вие се вакциниравте? Па јас, како за ова короната што се вакцинирав, и не се вакциниравме. Така. Дали го избегнавме грипот? Па да. Се Драго движиме ми. нон-стоп, понапор сме низ полето, така да... Така, еве, сметате ли дека треба да биде секој вакциниран и вакцината да биде достапна и бесплатно, особено за оние категории на луѓе кои што се повозрасни, хронично болни, деца? Треба, значи што треба да се има вакцината, треба да се примат. Така, добро, еве како се штитите и превенирате? Добро да ви се интервенираш. Се пијат многу витамини и течности, се избегнува контакт. Да. А само едно може друго, со уведено да се види таму што местните работи, што се дешаваат. Така, добро, благодарам за учеството. И како што најавив на почетокот, ве подсетувам и
дека учествува во Црвена линија може и преку коментари и секако споделување на Facebook. На нашиот профил веќе пристигнуваат првите коментари. Ќе почнеме со коментарот на господинот Лазар Станоевски, кој што го напиша следното. Сметам дека вакцинацијата за грип треба да биде бесплатна, барем за ранливите групи. Стари лица, хронично болни, деца, здравствени работници. Трите останати може да има субвенции, за останатите, предпоставам се извинувам, може да има субвенции или пониска цена, но не мора да биде целосно бесплатна. Така ќе се заштитат најзагрозените без преголем товар за државата. Поздрав, почитувана Тина, поздрав и вам, господин Станоевски, благодарам што секојдневно преку коментари активно учествувате во сите теми на Црвена линија. Да видиме што ќе кажат гледачите во живо. Добар ден. Ало, добар ден. Поздрав до вас, верувам дека сте ми и вие во добро здравје. Одлично здравје, се вакцинирав и ние сме чуден народ. Ние како народ многу антиваксери постојат и од самото раѓање на детето постојат бесплатни вакцини. Имаме случаеви на морбили, па имаме проблеми, па не ги прима децата невакцинирани по училиштата. И што рече претходниот гледач, за најранливите групи бесплатни треба се, а за останалите треба минимално нешто да се плаќа, бидејќи здравството не знам колку илјадници вакцини ги фрля на Дрисла, ги уништуваат аплатеници. Видоме тоа и со короната. Толку тоа би имал друго да кажам. Еве секако можете да дадете и препорака покрај тоа што се вакциниравте. Според вас како најдобро да се превенира, односно да се спречи за да не се лечи, односно да се заштитат граѓаните? Да се превенира, да се користат витамини и обавезна вакцина да има. Колку толку ќе помогне, нема да биде толку загрижувачки. Така, благодарам што еве го споделивте вашето искуство и одговорите со нашите гледачи. Продолжуваме секако со вас. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас. Дали се слушаме во Црвена линија? Слушаме. Славица на телефон. Славица, голем поздрав до вас. Верувам дека му го избегнавте грипот и сте ми во добро здравје. Да, добри сме со Дедо Благое. Ајде да се уклучиме и ние на Црвена линија. Драго ми е, така треба. Така, грип не фате до сега. Треба да бидат инче вакцините бесплатни. Еве дали со Дедо Благое се вакциниравте? Не се вакциниравме, добри сме до сега, ама треба да бидат бесплатни. Зошто ниски пензии се зема, треба луѓето стварно немаат пари да доволно да платат. И тоа имам да кажам, значи треба да бидат бесплатни вакцините. Така, еве од ваше искуство животно, што најдобро еве треба да прават луѓето како превентива за да не добијат грип? Па добро да пиеме витамини, чајчина, супи, како што викате вие. Така, дали е тоа се? Ајде, добар ден, убав ден и се најубаво, пријатно. Благодарам, многу драго ми е што госпога Славица заедно со Дедо Благое следате Црвена линија и се вклучија во ова денешна дискусија која што морам да напоменам е целосно ориентирана кон нас граѓаните. Мора да признаеме дека сме пред огромен предизвик, бидејќи сега сезонскиот грип го достигнува својот пик. Верувам дека голем број од граѓаните секако има искуство со грипот, за кој што секако велат дека има неверојатен импакт, кој што може да се манифестира и со покачена температура, малаксаност, болки во коските, во мускулите и така натаму. Но секако постои во нашата земја и вакцинација против сезонски грип. Сметате ли дека треба да биде бесплатна и дали сте вакцинирани со истата? Добар ден.
Здраво. Здраво. Еве малку за здравјето да проговориме. Ајде. Дали ли сме во добро здравје? Тоа е најважно. Па ја не знам, претргав нешто пред едно месец дена, не знам што беше. Важно ме проба да ме бутне, ама не сум инат, па не дозволјам да ме бутне. Во едно пиев тука некои имунобети таму, витамин D3, па цинкови, минкови, витамин С, такви работи се пумпав у себе. Па некако истерав, едно 3-4 дена само ме држеше, после као да го тргна нешто. А не знам што беше, појма немам, сега ни викат грип. Сега дали е грип, дали е корона, дали е нешто ново. Ја посетивте ли, го посетивте со матичен лекар? Не, за такви работи избегавам да идам на лекар. Само џабе идам таму ќе му третирам докторката. Се осеќате кога е некој грип, кога е нешто друго. Мислам, не мора да е грип, али нешто слично на грип. Инаку убаво ти пишал тој таму еден, само ранливите групи, ама да се нагласи кои све спаѓаат у ранливи групи. Ти ќе биде човекот можеби ранлива група, а нема да го третираат како ранлива група и нема да добие бесплатна вакцина. Ја до сега не сум барал вакцини никакви, освен како дете што сум примал некои вакцини без да ја знам или да дозволам. Ајде, поздрав, пријатно. Благодарам многу за учеството и драго ми е што еве сега веќе сте во добро здравје и секако се повративте од она што го нарековте дека најверојатно можеби бил грип. Како да е, бидете добри и останете со црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Ало, добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Тинче, да ве поздравим многу сите во Телма. Дали сме добро да прашаме, дали... Ја да ти кажем, Тинче, јас сум супер, ја примат 2 тие, мислим, за грипот вакцини и короната го преживеа, треба да се примат вакцини и тој да бидат бесплатни, зашто многу лошо време стана, зашто треба многу голема хигиена, обавезно руки да се мијат, зашто викат стари до 50 години здравјето губимо, од 50 го лечимо, значи многу е лоша ситуација, не те спомагат ни витамини, ни овој, ни оној. Вакцините, ја мислим, оште како деца се не вакцинирале, дека потребно. Јас за мен путкерката ми беше многу болна од вакцина, прима вакцина и се разболеи у болница и ја викам, леле, од вакцината плачем и докторот ме фана за рука, вика, слушај да ти кажем, од вакцина не може никој да се разболи. Од вакцината може да биде само добро, вика. И немојте, вика, да ширите, вика, таквија бисти дека вакцините не се добри, дека не се здрави. Онака си нешто дојде. Оно нема да те заштити, ама колку толку кога го примаш вакцината, нели, па малце си послободен. Не мислиш, ете, едноставно си сам у себе мислиш, ете, прима вакцина ќе ме заштити. Имаш како да не се нервира човек, не знам како да ви опишем. И затоа јака хигиена по моја треба и да не се дружат каде има заразено, например, дете, да си седи дома, да не иде у школа, да ги зарази сите деца и стари. Така, благодарам многу, да ми останете во добро здравје и вие. Хајде да ве префрлам онаму каде што пристигаат многу коментари. Драго ми е дека е тоа така, бидејќи тоа се одговори на денешното прашање. Дали вакцината против грип треба да биде бесплатна? И како што бива и на Facebook, секако каде што се коментира, гледачите меѓусебно си развиваат дискусија. Па така на претходниот коментар на господинот Станоевски, кој што нели напиша дека вакцинацијата според него за грип треба да биде бесплатна барем за ранливите групи, Лазар Добре Трајановски му одговорил: бесплатна е за пензионери, веројатно и за хронично болни. 3-та година поред се вакцинирам. Благодарам господине Трајановски вам. Еве, преку оваа реплика, секако реплицирање, откривте дека спаѓате меѓу оние кои што се вакцинирани против сезонски грип. Добар ден. Добар ден. Поздрав и до вас, во црвена линија сте. Поздрав до емисијата и треба да биде бесплатна вакцината. Јас сум таа што се вакцинирам па 34 години. И многу сум задоволна од вакцината. Пред да се вакцинирам, тие години ја многу тешко ги поминуваше гриповите. А сега, од кога се вакцинира,
Не ме е ни фанало, па него ли и да ме фате, тоа не е грип за мене. Така, реперкусиите не се толку големи. А еве како превентива, да речеме, покрај вакцината, што би им препорачале од вашето животно искуство на гледачите, како да го заекнат имунитетот или како што поскоро еве да им помине маката од грипот? Па што само течности, витамини и тоа и да се снижи на ниско ниво дружењето. Така да Никакви се... собиоци, никакви дружења и ја мислам ќе се спасат. Така. Благодарам многу што бевте дел од Црвена линија. Секако останете со нас да гледате и секако и да слушнете што ќе кажат останатите гледачи. Добар ден! Добар ден! Голем поздрав и до вас. Верувам дека сте ми во добро здравје. Да. Па еве, дали вакцинацијата против сезонски грип треба да биде бесплатна? Па за постарите лица треба да биде бесплатна, да. А иначе е добро секој да се вакцинира. Така, дали вие сте вакцинирани? Да, вакцинирана сум, да. Така, добро. Според вас, еве, имате ли некаква препорака за гледачите како да За гледачите, секој што е постар човек да се вакцинира и повеќе течности, чаеви, може и сега зимно време, знаеш, расол од расолница, може. Еве, интересно, значи помага многу. Вела дека киселата зелка има многу витамин С. Да, С витамин. Така, дали имате нешто еве да додадете во однос на тоа како да се превенира нели во рамки на зимата, дали секој треба да се вакцинира покрај? Па да ти кажам, би требало секој што се постарите луѓе да се вакцинираат. Они некои се плашат, некои викаат не се добри или било како, али вакцината си е добра. Така. Имате уште малку време, имате нешто да додадете? Друго не знам, Тинче, се најубаво, здрави, живи. Се најубаво, така, здрави, живи и секако останете со Црвена линија. Фала, Тинче, се Благодарам. најубаво. Ете, чувајте ми се. Ајде, се слушнеме во квизот. Секако. Ние продолжуваме понатаму со останатите гледачи кои што активно земаат учество на Facebook. Продолжуваме и со коментарот на Борчо Иванов кој што напишал. Борко се извинувам, бесплатна вакцина барем до 18 години возраст. По кафичите во овој период најмногу може да се прошири. Поздрав за Тина и поздрав за Телма. Најголем поздрав и за вас, господин Иванов. Благодарам за коментарот. Ете, досега можевме да слушаме дека нели превенцијата и да се избегнуваат нели местата каде што има голема фреквенција на движење, народ, односно за да не дојде до контакт со заболени лица. Добар ден. Добар ден. Поздрав и до вас. За мене вакцината е штетна. Нити сум се вакцинирал, нити сакам да се вакцинирам. Едино војска мораше насила не тера да се вакцинираме. Точка. Вакцината е уфрлање некој вирус. Копајќи да го спречи наредниот вирус, и оние ти уфрлаат вирус да се бори против тој вирус и кој ќе се спојат, трет вирус ќе испадни. И ќе те натера да мораш секоја година да се вакцинираш. Јас така го размислувам, може не е така, ама по мене така е. Биди си она што си, држи се, храни се како што треба здраво и гајде да немаш. Не би имал што друго да додадам. Поздрав, убав ден да имате. Благодарам, убав ден да имате и вие. Денот се уште е со Црвена линија и секако да останете во добро здравје. Продолжуваме понатаму со гледачите. Добар ден. Ало, добар ден. Поздрав и до вас, ве слушаме во Црвена линија сте. На линија ли сум? Да, ве слушаме, повелете. Ме слушате? Да. Јас сум од Илинден, многу поздрав до Телма. Благодарам. А јас се вакцинирам 13 години. И супер ми е. Иначе стално и бронхити сваќав и ово и она, ама од кога почнав, еве 13 години се вакцинирам. И така. Добро, кажете ни еве дали вакцината против грип треба да биде бесплатна за сите? Бесплатно, да. Јас сум во години. Така, но да биде бесплатна за сите.
Така, многу поздрав до Телма. Благодарам, а еве една препорака до гледачите, еве вие што ќе им порачате како да Вакцинираат. Еве, стално ве гледам, ама не знаем да се скајдам да барам, сега еве побарам. Ма драго ми е Добро, да ми благодарам бидете многу. здрави и среќни и секако да не биде прв и последен пат со учество во Дај црвена Боже. линија. Поздрав до Илинден и до Телма. Ајде. Благодарам, поздрав и од нашата редакција и Телма до вас. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Дали се слушаме? Да. Ве слушаме, во црвена линија сте, повелете. Како сте? Голем поздрав. Голем поздрав и до вас, верувам дека сте ми во добро здравје. Да, исто јас за вас. Сакам да кажам, господинот што беше пред ова, што вика дека бил најголем противник на вакцини, тој сигурно има 2 вакцини примано, кои што ги примаја сите поране во поранешно време, и во времето на ЈНА сигурно имат примено уште 5 други вакцини што ги јаделе тие порано конзерви, монзерви со поминати рокови. И сега тој господинот сигурно беше на 65-70 години и се кажува дека тие вакцините не биле добри. Дали сте вакцинирани од против сезонски грип? Не, сум млад, сум јас, не сум вакциниран, само сакам да кажам дека Ве слушаме? господинот дека не е во право, дека тој има примено сигурно во ЈНА, мана едно 10 Напомена тој вакцини дека сигурно. последен пат тогаш примил вакцини. А еве, дали треба да бидат бесплатни вакцините против сезонски грип за сите? Дали се слушаме? Вакцините за сезонскиот грип треба, значи младите си имат своје имунитет и тие треба да се борат за тоа. Зашто да бидат... Така. Благодарам многу за одговорите и за учеството. Ајде да прочитаме дел од коментарите. Кети Ѓоргеска на нашето прашање дали вакцината против грип треба да биде бесплатна за сите, напишала да, треба да биде бесплатна за сите. Благодарам и вам, господја Кети, за учеството во ова издание на Црвена линија. Продолжуваме со гледачи во живо. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден и добра вечер, Македонија. Да ми бидете во најдобро здравје, господине Тале, тоа ви Да посакувам. се здраве, живот и благодарам. Пред се напомош денешни лекари чудотворци Светиот Кири Јован и напомош утрешен Свети Трифун. Честити имиња. Да кажам за мене која е најдобрата вакцина, исто која е бесплатна, од која нема последици. Нагласувам од која нема последици. Од некои вакцини има последици, но од ова вакцина нема последица. Тоа е молитвата и причеста. Причеста. Еден човек го знам, 90 годишен. Секоја литургија, секоја недела оди на литургија, иако пред едно, не знам, 8 години, 9-10 беше правена операција на срце со отворање на граден кош. И Господ му даде век и тогаш 3 мир држеше, 3 дена беше гладен, само апчина пиеше. Значи таков човек со вера, секоја недела на литургија оди и се причестува, Чичко Љупче од Прилеп. Сега кажете ми дали сметате дека овие вакцини против сезонски грип треба да бидат бесплатни за сите? Па не знам дали има некои штетни последици од нив, но знам дека луѓе што примија по 3-4 вакцини од ковидот, за жал, заминаја овие години сега. И затоа не се зборува ништо дека кои се штетни последици од тие ковид вакцини, колку луѓе изумре овие години од тие вакцини. Напомаш Македонија и реков дека луѓе одете на литурги, Господ е најголем заштитник од се, дај Боже да се полни цркви, а не полни коцкарници или... Така, добро, благодарам многу и вам за одговорите и за тоа што го споделивте вашето размислување со гледачите на Црвена линија. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Ало, добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Благодарам. Се слушаме? Да, повелете, ве слушаме. Дали вакцината против грип треба да биде бесплатна за сите, така? Да. Вака, јас би рекол, треба да биде скапа, али да биде корисна.
Значи, не може бесплатно. Што има денеска бесплатно? Ајде бесплатно. Значи, да биде корисно. Дали вие се вакциниравте против сезонски грип? Не. И никогаш не би се вакцинирал. Никогаш. Не верувам во тоа. Значи... Ви слушаме, продолжете си. Да. Значи, за да се вакцинираме, треба да веруваме во тоа дали и што е исправно. За короната имаше вакцинации, не верувам по тоа, така да и ова. Нека биде скапо, али да веруваме дека да има ефект таа вакцина. Добро, дали го избегнавме грипот? Како? Успеавме да го избегнеме грипот, така? Не. Имавме грип, пребродуваме на начин со... Времето е 90 секунди. Благодарам, драго ми е што го пребродувате грипот, а секако препораките се матичните лекари велат она што е многу важно е секако да се зајакнува имунитетот, да се вршат контроли, да се пијат многу течности и најважно од се разбира да се избегнува и контакт со заболени лица. Она со што се соочуваме периодот со оглед на тоа што ни секојдневието знаеме дека и членови од семејството како и луѓе кои што ги познаваме во нашето обкружување не успеа да му куртулат на грипот, така да ова е сезона кога е и најголем пикот, дури и според лекарите. Ајде да слушаме дали сметате дека токму вакцинацијата против сезонски грип треба да биде бесплатна за сите и дали сте вакцинирани со истата. Добар ден. Намалете Добар ден и убав ден, ако сум јас. На линија сте, ама намалете го тонот на телевизорот. Скроз нема, јас се само исклучувам, па се јавувам кај вас. Така, вие сте ни ветеран во црвена линија, повелете. Значи вака, јас сум да биде бесплатна за кој што сака да си се овако, да си се вакцинира. Тоа е индивидуално, секој си е приказка за себе, како си сака и како се мисли. Меѓутоа, јас како дете, кога беше вариола вера, се вакцинирав као здраво дете и све, меѓутоа од 2 останав жива. Така да од тогаш ништо не може да ме натера да се вакцинирам и не се вакцинирам и не сакам да се подречам никогаш грип ајде уназад јас сум жена во години, меѓутоа имам некој имунитет сигурно, што нити се вакцинирам, меѓутоа ја прво би рекла да треба секој човек прво да се го истиси црниот дроб, па ако сака после да не водредува од многу болести. Затоа што сите болести доаѓаат од црниот дроб. Значи тја не знам, значи мора ви ако што сакате и операција да ви прати, што сакат нека ви прават на трет работи. Ако вас црниот дроб не ви е исчистен, све ви е џабе. Така да вака ја би апелирала до сите, значи да си имаат некој имунитет, се знае витамини таму Б, С и Ш, предозирање на С витамини, ред други и Б, и така да малку од малку да си дадат на значење. Затоа што сега прочитав во короната едната вакцина предизвикувала карцином. Благодарам многу што одговоривте и учествувавте во ова денешно издание на Црвена линија. Ќе продолжиме, се извинувам, со коментари кои што пристигаат на Facebook. Цветанка Стојановска напишала: мало појаснување, вакцините за граѓаните со коморбилитети, односно хронични болни и сите граѓани над 65 години старост одамна сме бесплатни. Господја Цветанка, затоа Црвена линија сега прашува дали вакцината против грип треба да биде бесплатна за сите. А еве што и допишала господја Стојановска: јас сум една од овие категории. Се вакцинирам 23 години, што значи и кога се плаќаше и верувам во заштитата од вакцината против грип. Сметам дека вакцините треба бесплатно да бидат достапни за сите граѓани. Поздрав. Голем поздрав и до вас, господја Цветанка, да ни останете секако во добро здравје и благодарам за коментарот и учеството. Добар ден. Добар ден.
Повелете, ве слушаме во црвена Благодарам. листа. Според мене треба да бидат бесплатни за сите. А како телевизиите наши стана, поготово ваквите контактни програми за веронаука. Во која црква имаме ние хируршки сали? Зошто бил таму кај што бил да му отворат граден кош? Затоа што се причастил? Се знае во црквата што се прави, а се знае во медицинските болници таму. Зошто? Па овие наши медицинари треба да сите да дадат оставка. Попоите ќе не лечат? Нели Велес го прска со вода? Па колку велеша да умре од корона? Вакви биле вакцините такви. Па никој бре луѓе не ве тера да се вакцинирате, создавале рак. Па се на интернет може да прочитаме. И сега како на толку порано во Југославија се веруваше на лековите, на докторите, на медицинарите, на вакцините. А сега, откако постои интернет, и откако секој може да си напиште глупости, па затоа децата ќе им се качуваат на вагони, ќе се држат за жици електрични и ќе им умираат, затоа ќе им се фрлаат на бетон главите да им пукаат, затоа од тие социјални мрежи. Наместо да си седнат дома и да си ги проучат зашто служи здравството, зашто служат вакцините и докторите, а зашто служи попот, дака ќе ни биде. Значи, што на ум и на друм. По-прост народ од македонски. Да не го навредуваме, ве молам. Ве молам. Значи, секој од вас има право, нели, да си каже став, гледање, имаме разбирање, затоа црвена линија е и отворена и токму гледачите, односно граѓаните се тие што ја креираат. И колку и да ве иритира еве нешто и колку и да сте гневни, да се држиме до етиката, да не ги навредуваме гледачите, секако да не користиме погрдни зборови, говор на омрза и нели не дај Божа говор на насилство. Благодарам за вашето учество и секако што ги споделивте вашите размислувања. Да ми останете во добро здравје. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Да, ја ве слушам. Да, повелете, во црвена линија сте. Видите, јас сум вакциниран уште кога сум тргнал у школо, сакаш или не сакаш, не вакцинира. Немам никаков проблем, и војска и секаде. Што се однесува до вакцинава, треба да биде бесплатна, зашто плаќаме здравство, па мислам дека кошта некој 700 денара. Мој колега се вакцинира секоја година, па по тоа знам. Али ја мислам дека луѓе не сака да се вакцинираат повише, јас сум еден од нив, затоа што немаме доверба више во здравството. Немаме доверба. После се отворија многу приватни школи, медицински, што ти ја знам како заврши, не знае една инекција да ти пушти, па ако ќе ти ја пушти, има Бога веко види што се вика. И има многу работи тука. Успеавте ли еве да го избегнете грипот и тоа да прашам? Па видите, гледам колку што можам повише да го избегнам. Така, како се грижите за вашиот имунитет? Селско дете се лечам малку, тие чаи, тие црвени вина, тие и така натака. Има тука повише да се разговара, секогаш сум кажал дека е кратко времето. Меѓутоа, треба женава што кажа од Велес и јасно велешаме по потекло, така за некои луѓе треба и вакцина друга да им се пушти. Да, убаво каже жената. Поздрав. Благодарам за учеството. Секако времето предвидено е 90 секунди. Тоа е правилото на црвена линија, да ми останете здрави и секако со црвена линија. Добар ден. Дали се слушаме? Ајде да не биде јас постојано, нели само напразно да велам добар ден, додека да го вклучиме следниот гледач или гледачка, да прочитаме и дел од коментарите. Господја Гордана Дамјановска напишала: во однос на тоа дали вакцината против грип треба да биде бесплатна за сите, напишала да, треба да биде. За добробит на општото здравје на населението се намалуваат симптомите од грипот и полесно се пребродува. Благодарам господја Дамјановска за учеството преку коментара. Сега да слушнеме во живо, еве што ќе ни откријат гледачите. Добар ден. Ало. Добар ден, во црвена линија сте. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Се јавувам од Прилеп. Интересна денешнава тема за вакцината. Мислам дека треба вакцината да биде бесплатна или пак да се доплаќа
за поквалитетна. Така да здравството што ја одобрува висината на цената од вакцината, само разликата граѓаните да си ја плаќаат. Така да... Еве, како е во Прилеп тоа што забележувате, дали и таму има голем број на заболени од грип? Да, сега е пикот на грипот, меѓутоа не е толкова голема бројката колку што секоја година е вака. Претходните вакцини што ги спомнуваат од од пандемијата што беше, сето си беше во ред. Не знам зошто народов немаат верба толку во здравството. Па имаше потреба од тоа. Што ќе им препорачате за подобар имунитет од ваше искуство на гледачите? Да ги слушаат советите на докторите и да не бидат како мојот сограѓанец со крстот начело. Така, ве молам, само немојте да ги критикувате гледачите, држете се до вашите секунди, секој си има право на свое размислување. Едино во црвена линија немаме право да бидеме вулгарни, да зборуваме со говор на умраза и така натаму. Благодарам многу, поздрав до сите прилепчани кои што гледаат црвена линија и секако продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас. Поздрав и до вас, Тина. Па му куртулевме ли на грипот, прво да прашам? Па јас се заштитувам од грипот, не се вакцинирам и нешто малце, ќе се задржам на темата, али во контекст на медицината. Зошто граѓаните немаат доверба? Па еве јас ќе кажам за мене лично искуство со едни таблети лаквинимод, кој во таа комисија беше почитуваниот министер за здравство сегашниот. И таа комисија, на таа лекарство ние што бевме пациенти, па негде сигурно од 30-тите завршиме во инвалидска количка. Затоа немаат доверба граѓаните во здравството. Затоа што од кој што не го бива за доктор, оди, значи, министер, малце поголемо. Наместо да го истераат од доктор, тој е награден. Затоа граѓаните немаат доверба. Ниво вакцини, тие лаквинимод, сега немојме да прочитаме, ги нема нигде во светот. А мене тогаш ми викаат, тие се најдобри апчиња, јас можев да одам. Кога ги зедов тие апчиња, после неколку години ми се влоши здравието и заврши во инвалидска количка. Толку за ова можам да кажам. Пријатно. Благодарам многу. Ке се префрла малку на Фейсбук, секако се коментира, ќе ги спочитуваме и овие гледачи. Суза Атанасова напишала: 20 години примам вакцина за грип, ниту еднаш за овие 20 години немам добиено грип. Не сум ризична група, нити имам 65 години. Оваа недела има 5% помалку од грип од претходната недела. Бесплатна е за луѓе над 65 години, не треба да е бесплатна за сите, така е во цела Европа и онака деца никој не ги вакцинира против грип. Грип не е толку страшно за млади, туку за хронични над 85 години. Господинот Алексов напишал: треба да биде бесплатна и треба да се информира народот кога ќе има вакцина. А госпоѓа Бети Китановска не вели кои глупости прашувате и се надополнува да прашате нешто што е засега сегашната власт. Го цениме вашето мислење, госпоѓа Китановска, но сметаме дека воопшто не се глупости здравието на граѓаните. А во моментот многу граѓани всушност и го живеат пикот на грипот. А како одговорија на Инстаграм, еве сега и ќе ви споделам на прашањето на црвена линија: дали сте вакцинирани против грип? Со да одговорија 17%, а со не одговорија 83%. Одиме со реклами.
Останува пред се да ви посакам добро здравје, бидејќи здравјето не случајно велат дека е најголемо богатство. За добро здравје да ги слушаме сепак препораките на лекарите, да се грижиме за себе и секако да во овој период на пик на грип ги избегнуваме контактите со оние кои што се заболени. А за најдобар имунитет, па тука се моите соседи, таму расположението ќе ве пркне, ќе ве живне, а затоа што, например, еве Кате, знам дека е прележана од грип. Прележана сум така. Колку дена пиеше антибиотик? 7 тина. 7, леле. Од школа вака не ти било. Ама тоа знаеш кога прележа? Кога? Кога имавме зимски распуст од емисијата, односно празниците кога беа. Кога требаше да бидеме... Затоа што не беше тука пркната, да рипа, да скока, да бегат бактериите од неа. Така, туку веднаш се пушти да излегува со многу луѓе. Не, туку седнала да одмори. Да лумпува. Нено, ќе има ли добра музика? Јас мислам да... Почнуваме одма, Тина. Поздрав!